На почетокот да ви информирам дека со новоформираното Сдружение на печатени медиуми, чии што председателство и тука до мене, веќе имавме една средба, на која што Сдружението ги достави предлозите за поддршка на печатените медиуми до владата. Владата само иницијативно уште пред да се случи оваа средба во рамките на планот 369 за приближување кон Европската Унија го стави како еден од позначајните сегменти токму овој дел, а тоа е да се изнајде, ако е можно, начин на поддршка на печатените медиуми, за да тие го добијат повторно значењето во медиумската сфера во Република Македонија. И од тие причини денеска оваа дебата ја организираме во владата. Предлогот на Сдруженијето беше да ја организираме некаде надворно, сепак ве поканивме да бидеме ние домаќини и на тој начин и символично да покажеме дека навистина намерата и желбата на владата е да стори што е можно повеќе за да се помогне на медиумите кои што не само во Македонија, туку секаде во светот заради новонастанатите и пазарни услови и социјалните мрежи кои што функционираат, социјалните медиуми, се потешко и потешко екзистираат. Од она што како размислувања го имавме, првично дојдовме во една ситуација да поконкретно ги разговараме предлозите кои што беа на минатата средба доставени. Сдруженијето на печатени медиуми достави неколку предлози во различни сегменти, меѓутоа се согласивме дека на оваа средба ќе дискутираме само на делот што се однесува на поддршка за печатените медиуми, конкретна, прецизна и да ги видиме формите и модалитетите како тоа да се реализира. Она што на почетокот сакам да го кажеме дека оваа иницијатива е веќе подолго започната. Пред да биде формирано Сдруженијето на печатени медиуми, разговаравме со Сдруженијето на новинари на Македонија, тие ја покрена иницијативата. Јас им благодарам за таа нивна упорност и предлог да влезе ова во агендата на владата. И овој предлог на печатените медиуми го доживувам како едно надградување на предлогот што дојде од ЗНМ. ЗНМ во предлагањето на темата достави еден сублимат на тоа како функционира или како е методолошки решена оваа поддршка во поголемиот дел од земјите на Европската Унија. И врз основа на тоа и ние ќе се темелиме во понатаможните фази на разгледување на модалитетите и формите како да дојдеме до најдоброто решение кое што ќе ги задоволи чинителите во оваа индустрија. Многу е значајно и затоа ја повторувам методологијата која што мораме да ја дефинираме и начинот на кој што ќе се, доколку се одлучи, ќе се даде поддршката, бидејќи оваа влада веднаш на самиот почеток кажа дека нема владени реклами, нема владено рекламирање. Ниту јас, ниту вие, верувам, не би сакале некој да не доживее дека на овој начин правиме некаква друга форма на поддршка или на било каква некаков обид за влијание или контрола во медиумите. И она што е една заедничка наискрена намера и желба да биде спинувано и да добие некоја друга димензија. Затоа и оваа дебата денеска треба да ни помогне во насоките на тоа како да ја реализираме вашата потреба, како да го реализираме она што ние сакаме да го постигнеме, а при тоа јавноста навистина коректно и конкретно да биде запознаена со намерите и да нема простор за било какви дискутабилни или различни толкувања. Јас толку на почетокот, само да ви информирам дека дебатата е предвидена да трае до 12 часот и 30 минути и ве молам во понатамошниот тек на дискусијата, доколку побарате збора, верувам дека и очекувам дека голем дел од вас ќе сакаат да ги кажат своите сугестии и видувања, дека ќе бидеме конкретни и прецизни за да може да го реализираме сето она што е предвидено во тајмингот до 12:30. Лирим повели со конкретно што ни понудивте на минатиот состанок. Благодарам. Почитувани колеги, почитуван министер Поповски, представници на медиумите и сите присутни на денешната дебата. Прва по не знам колку години на која ќе се разговара за печатените медиуми. Ќе се обидам да бидам што пократок за да оставам повеќе време сите да се вклучат со своји размислувања и предлози на темата за која денеска сме собрани. Имено, иако секаде во светот печатените медиуми ја плаќаат највисоката цена на денешните иновации во технолошката индустрија, а неколку години наназад ситуацијата станува од ден на ден се потешка,
Тука особено влијание има и намалениот интерес на маркетинг агенциите за принтот, како и општата економска ситуација во државата. Затоа ќе поминам на главното. Како никогаш досега печатените медиуми имаат потреба од помош, се разбира, доколку како држава цениме дека тие мора да опстајат и понатаму како важен дел на едно демократско општество и фактор во креирањето на јавното мислење. Пред неколку дена, представниците на поголемиот дел на печатените медиуми во државата се здружија и ја формираа Асоциацијата на печатени медиуми во Македонија. Во моментов во неја членуваат медиумите Слободен печат, Вечер, Коха, Нова Македонија, Лајм, Фокус, Капитал и Шење. Од денеска, најверојатно во нашето здружение ќе пристапат и локалните весници, како Битолски весник, Прилепски зенит и Штипски глас. Да напоменам и тоа дека големи заслуги за ова наше здружување има ЗНМ, која од самиот почеток беше вклучена со своја конкретна помош. Изминатите денови ние имавме и неколку состаноци како со представници на владата, средбите што ги спомна министерот, така и со представници на меѓународната заедница. И консултиравме разните искуства за помагање на печатените медиуми во државите во Европската Унија. Секоја според своите потреби веќе поодамна ги поддржува овие медиуми на свој начин преку разни олеснувања. На крај и ние како ЕСНАФ се определивме за некои решенја за кои сметаме дека би ја олесниле нашата работа и понатамошно функционирање. Му предложивме на владата модел според кој таа би се вклучила со помош во покривање на половина од трошоците за печатење и дистрибуција на сите печатени медиуми. Исто така, предвидовме и дополнителни 20% за помагање на медиумите на помалите етнички заедници, со што би ги исполнило критериумите од Конвенциите на УНЕСКО и Европската Унија од 2005 за помагање на медиумите на помалите заедници со цел да се промовира културниот и етничкиот диверзитет. Нормално, за да биде успешен целиот овој процес и да нема дилеми околу можни злоупотреби, се предвидени строги критериуми и цела постапка во која би се вклучила и ние како асоциација, но и УЈП и други државни органи кои би ги проверили сите податоци. За евентуално лажно поднесени информации ќе бараме и исклучување на тие медиуми од можноста да добијат било каква помош. За тие што не знаат, слична помош државата делеше и кај нас се до 2005 година. Тој буџет изнесуваше околу 1 милион евра. Според прелиминарните податоци кои ги добивме како здружение од сите медиуми поделно, вкупната сума не би изнесувала повеќе од тоа време. Но тука има една битна разлика. Во тоа време немаше некои критериуми според кои се помага отделните медиуми, за разлика од сега, што оваа методологија, тираж и трошоци за дистрибуција е предложено едногласно од сите печатени медиуми во државата, кои инсистираат на транспарентност, која ќе се докаже со поднесување на уплатените фактури за овие трошоци за претходната година. Како здружение имаме и други предлози до владата, но поради нивната природа сметаме дека за тие би требало да разговараме во текот на дебатата што би ја отворила владата во однос на потребата дали треба да се менува законот за медиуми, за која што ние како асоциација сметаме дека треба да се отвори и треба да се вметнат некои решенија што ги тангират интересите на печатените медиуми. Има и две други прашања, а едното се однесува на бесплатните весници, кои сакаат да бидат опфатени со овие мерки. Нашиот став е негативен по тоа прашање и сметаме дека нема никаква логика тој концепт на весници да добие помош, затоа што би се нарушило лојалната конкуренција. Впрочем, истражувавме и не успеавме да најдеме никаде сличен пример во некоја од земјите од Европската Унија. Другата дилема за која што денеска би сакала и да дискутираме, се и изданијата кои третираат специфична тематика, како што се весници и магазини за автомобилизам, спорт, здравје, градежништво, храна, лов, риболов и така натаму. И за ваквиот профил на медиуми, ние како асоциација на печатени медиуми сметаме дека поради големиот број на вакви изданија, кои се во сопствеништво или помогнати од компании кои вршат определена дејност, ваквата мерка не би требало да се однесува и на нив, затоа со тоа би се создало општ хаос и би немало јасно разграничување помеѓу нас и медиумите од ваков карактер. Верувам дека некој сигурно има и поинакви размислувања на овие точки и затоа предлагам да секој да понесе своји идеи, да каже што мисли за овие точки.